Добар ден, криптоентузијасти. Ова е второто видео од техничка анализа на алткоини, со тоа што веќе ги обработивме првите 10. Во однос на тоа како беше направено првото видео, денеска ќе имаме продолжување во истиот тој стил, каде што буквално ќе се задржиме само на техничка анализа на следните 10 по маркет. Некои од овие коини ќе бидат прескокнати, затоа што повторно не гледам причина зошто би ги обработувале или пак искрено ако сакате може да го направите сами. Значи обработувам алткоини кои што навистина според мене имаат соодветен потенцијал или пак не се стандард скемови или failed fork на некој друг коин. Така да, денешното видео како и секој основно ќе го споредиме со истата ова алткоин сезона индекс, зашто го велиме тоа, како и претходниот пат, значи со цел да објасниме како моментално целиот алткоин пазар е блиску пред следниот чекор од алткоин сезоната, а нормално се тоа ќе го проследиме на CoinGecko, каде што стигнавме практично последен беше обработен Polkadot и почнуваме денеска од Near Protocol. Со тоа што Near Protocol е веќе отворен на нашиот чарт, ќе почнеме од месечно ниво, стандард, каде што Near Protocol исто така, ова ќе биде негов прв официјален bull market, зборуваме со нели завршен bear и ова ќе биде негов прв така речено почетен bull market кој што ќе биде цел bull market на пазарот. И уште едно, значи ова знаете дека постојано го зборуваме за сите останати алткоини. Ваков тип на коини, кои што има прв цел bull market, најчесто имаат најдобар успех, затоа што ова е така речено крајот на bull market од 2021 година. Овие проекти немале време да покажат на вистина кој потенцијал го имаат на пазарот и ова ќе биде прв пат каде што званично ќе можеме тоа да го видиме во следниот. Од друга страна, дури сега почнуваат да се појавуваат индикатори кои што можеме да ги следиме. Претходно bull market ние не сме ни имале индикатори кои што сме можеле да ги анализираме. Со тоа што првенствено индикаторите, значи RSI се наоѓа на 54, после оној скок кој што го добивме повторно. Како и претходното видео од октомври до март, но за тоа малку подоцна, иако е моментално во корекција надолу и MACD, кој што гледаме овдека, со прекршување на базичната и сигналната линија надолу, како и сток RSI кој што од максимални 94 се врати на 70. Значи ова може многу лесно да се смени доколку имаме следен скок нагоре на алткоин пазарот. Со тоа што погледнете, еве, прв bull market, каде што веќе сме имале bear, каде што имаме стеснување на Bollinger Band, значи истата ситуација, гледате, на еден или на друг начин ние практично гледаме копија од другите алткоини кои што досега сме ги анализирали. Разликата е во тоа што некои од нив имале подобар успех и подобар почетен скок, некои од нив имале помал. Каде што и Near Protocol, иако има солиден скок, како што можеме да видиме во оваа ситуација, значи истиот доби скок од 800% од апсолутното дно кое што го достигна во октомври 2023 година, тоа не го менува фактот дека е на самиот почеток на bull маркетот. Зошто го велиме тоа? Само што добивме промена на сиви во бели средни вредности на Market Cypher, само што проби за прв пат на bull market support бендот, а знаеме дека ни е потребен успешен пробив со ретест на bull market support бендот за да можеме да продолжиме во следниот дел од bull маркетот. Но кога ќе излеземе надвор од Bollinger Band, што се случува? Цената се коригира надолу, се додека Bollinger Band не достаса за цената да може да продолжи во нагорна линија. Зошто е сето тоа така? Постојано го повторуваме, ќе го повторим уште еднаш. Затоа што ова е индикатори, формации и нели чартови кои што ги следат милиони трговци. Значи дека секогаш кога такво нешто се случува, очекуваат исто однесување на пазарот и затоа имаме толку големи продажби кога цената ќе излезе надвор од Bollinger Band и затоа истата се враќа назад. Значи ова не е магија, ова е само многу голем број на трговци кои што го следат истиот овој чарт, истите овие индикатори и се однесуваат исто. Така да пак ќе кажем, нема никаква магија, не е ова буенка, туку ова е само психологија, каде што луѓето очекуваат дека така ќе се однесува пазарот во однос на оно што го гледаат според индикаторите. Сега, уште една битна работа, како и претходните чартови, погледнете. Кога утврдил дно претходниот пат Near Protocol после овој масивен bear market, 16 октомври 2023 година. Кога почнува да се движи нагоре пазарот, погледнете овдека, само момент да го наместам, буквално од тој дел од октомври. Така, значи крајот на од средината до крајот на октомври 2023 година, колку време напредувал до март, дури овдека и до мај. Така, значи, но официјално врвот го направил во март 2024 година, 38%, кој што овдека можеме да видиме дека е практично овој dead cat bounce до март 2024 година. Така да, ист резултат, различен чарт. Така, и овдека.
За жал, неуспешен обид за задржување на цената над bull market support бендот со оглед на фактот дека имавме доста негативни ситуации, но што се случува следно? Стеснување на Bollinger Band имаме повторно. Сега, во однос на тоа дали катализаторите во овој момент ќе бидат позитивни или негативни, ќе добиеме раст или пад на цената на NIR протокол. Со тоа што под нас има многу солидни нивоа на поддршка. Bull market support бендот, Bollinger бендот, иако го проверивме Bull market support бендот средните вредности на Market Cipher, се уште се наоѓаме околу истите. Под нас е и 50 неделната и 100 неделната средна вредност, така да имаме солидни нивоа на поддршка. Проблемот каде е? Претходен локален топ имаме направено околу 6 па до 7 долари. И гледаме дека истото тоа ниво, после овој масивен скок, моментално е место каде што поголемиот дел од трговците земаат профит. Затоа и моментално имаме корекција овде. Сосема нормално, психолошки оправдано. И индикаторите на неделно ниво, гледаме дека сме добиле bearish divergence, затоа и цената продолжила да се движи надолу, но гледаме дека масивно се коригирале и MACD, и Stock RSI, па и RSI, кој што достигнал неверојатни 90 поени, за истиот сега да биде 48. Така да корекцијата на NIR, како што можеме да видиме, е скоро па завршена. Уште еднаш, нормално, како и сите останати алткоини, истиот зависи од останатиот, да речем, пазар, и нормално првенствено Биткоин и Етериум, но тоа не го менува фактот дека, како што можеме да видиме сега за сега, индикаторите се солидно ниски и ова потенцијално покажува дека корекцијата на овој коин е скоро па завршена. Никогаш не можеме да бидеме сигурни, дно се утврдува многу тешко, но затоа уште еднаш ќе напоменам, правиме DCA, како што вчера купивме солидна количина на рендер. Уште еднаш, зашто го направивме тоа? Затоа што рендер имаше масивна корекција поради неговиот ребренд и истиот се врати на 6 долари, така да оно што сакам да го кажеме дека ваков тип на корекции кои што се случуваат на пазарот поради една или друга причина, не е битно зошто. Битно е дека е многу паметно да ги искористите кога станува збор за DCA, долар cost average. Ако не знаете што е тоа, погледнете на нашиот канал, имате соодветен курс од повеќе од 100 видеа во кои што сето ова е објаснето. За DCA имаме повеќе од 3 видеа каде што детално објаснуваме каков е тој стратешки тип на DCA кој што ние го користиме на нашиот канал и сега за сега ни покажува многу солидни резултати и тоа го правиме нормално јавно и вие тоа го гледате постојано. Сега, следен коин кој што ќе го анализираме е Uniswap, односно најголемиот DEX во целата криптосфера, со тоа што можеме да видиме дека Uniswap е следен, значи после NIR веднаш доаѓа Uniswap. Сега, Uniswap исто така овој bull market ќе му биде официјално прв, тоа што постојано го зборуваме. Чистиот се појави во крајот на претходниот bull market, со тоа што истиот беше буквално airdrop на оние кои што се поседуваат Ethereum. Што знам, значи добив некоја мала количина јас, но нели дополнително докупив во овој bull market затоа што уште еднаш станува збор за најголемата менувачница од децентрализиран тип. И практично гледаме уште една копија на претходните алткоини. Повторно, која е разликата? Она колку досега успеал да скокне овој коин, со тоа што истиот има 300 за разлика од претходниот кој што имаше 800% скок, но уште еднаш ќе напоменам, тоа не го менува фактот дека допрва доаѓа bull маркетот и допрва ќе имаме скок на сите овие алткоини, пак не сите еднакво, некој ќе биде многу поуспешен од другите, но тоа не го менува фактот дека ние се уште не сме виделе алткоин сезона, ова е само првата корекција после bear маркетот. Сега, што можеме да видиме? Истата ситуација. После званичниот прв bear маркет, кој што успеаваме да испаднеме од овој канал, за прв пат се наоѓаме со Bollinger Band кој што е на толку големо стеснување, нормално, затоа што само што се појави, но што ни покажува секогаш? Почеток на bullish движење, затоа што ова е завршеток на bear маркетот и почеток на bullish движењето. Ова е акумулационото поле кое што го утврдивме над ова прва свеќе кое што е во противна насока, кое што буквално ни покажа каде е најдоброто место за акумулирање во текот на целиот bear маркет и овдека го акумулиравме. Ние купувавме буквално кога неговата цена беше негде околу 4 долари. Сега, што можеме да видиме? Пробив од акумулационо поле. Што следува следно? Ритест на истото, гледаме дупол ритест пред претпоставувам конечно цената да продолжи да се движи нагоре, со тоа што од најдлабокиот дел до највисокиот дел во овие 300%, гледаме дека корекцијата завршила на 78,6%, односно 0,786 Фибоначи нивото. Така да затоа и овдека ми е поставено, за да не заборавам дека ова акумулационо поле е точно определено во однос на ова
да речем корекција која што ја гледаме овдека, која што завршува на горниот дел од ова акумулационо поле. Дури ако седнеме да анализираме овдека, многу лесно можеме да најдеме класичен тип на Wyckoff акумулација, но нели тоа е, ако сакате да се продлабочите и се посветите на овој коин, би ви препорачал да го направите за да научите малку повеќе околу Wyckoff акумулацијата. Сега на месечно ниво и понатаму гледаме дека се наоѓаме во надолен тек, но знаете и сами дека најчесто ова како промена на движењето на цената на одреден коин секогаш прво се случува на помалите временски интервали, а потоа се променува и на поголемите. Така да оваа корекција каде што 100 RSI бил до 87 па се вратил на 44, а RSI од 62 се вратил на моментални 50, ни покажува дека отприлика корекцијата е веќе при крај. Иако немаме промена на истата нагоре, најчесто тоа прво ќе го видиме на VWAP, кој што е најбрз како индикатор кога станува збор за индикатори, посебно кога станува збор за индикатори на повисоки временски интервали, како месечен и неделен. Значи VWAP и 100 RSI ќе ни кажат први кога почнуваме да се движиме повторно нагоре, но вие не чекате тоа да се случи затоа што тогаш веќе тргнаа цената нагоре. Вие купувате кога истите се наоѓаат на потенцијалното дно. Сега, за жал, овдека имавме дупл ритест на bull market support band на неделно ниво, неуспешен. Цената и понатаму се движи под истиот. Но под нас се и 50 и 100 неделната средна вредност и ова акумулационо поле кое што овдека го гледаме, заедно со 0,786 Фибоначи секвенцата. Уште еднаш, тоа се психолошки нивоа кои што ги гледаат сите трговци моментално и нормално во оваа ситуација истите купуваат во овој дел. Зошто го велам тоа? Затоа што ова истото можеме да го тврдиме и од VPVR, кој што моментално е со најголем волумен токму во овој дел на врвот на ова акумулационо поле. И ова е нели сигнал контролната линија која што ни покажува дека во овој дел имаме најголем обем на трговија. Но со оглед на фактот дека имаме корекција, оваа трговија во овој момент се очекува да биде нормално купување. И уште еднаш, значи гледате дека ова купување најчесто е токму околу овие нивоа кои што ние постојано ги спомнуваме. И нормално ако споредиме како и сите останати, кога почнала оваа корекција нагоре? Во октомври. Кога истата завршила? Во февруари крајот, односно почетокот на март. Исто како и алткоин сезона. Индексот кој што гледаме дека овдека буквално ни покажал точно кога почнала и кога завршила алткоин сезона како чекор нагоре во овој прв почетен степен после bear маркетот. Сега повторно, не заборавајте дека допрва чекаме добри денови, значи bull маркетот треба да трае барем до средината на следната година, ако не и до зимата, како што ни покажува временскиот интервал на техничката анализа кога станува на спор на биткоин чартот, посебно на неговиот халвинг, но тоа не го мена фактот дека нели ние треба да се фокусираме на тоа дали е се уште паметно време да се акумулира и дали овие корекции се солидни за нас. Значи, иако вие го следите овој циклус долгорочно, се фокусирате на оно што го гледате моментално, да речем, во овој месец, во овој период, така, во ова 3 месечи. И понатаму гледаме дека RSI се симна на 45, 100 RSI е практично на 5, крајно препродаден и MACD моментално е на минус 29. Значи, прашање на време кога се тоа ќе се коригира повторно нагоре, посебно со оглед на фактот дека имаме солидни нивоа на поддршка. Сето ова уште еднаш е само доколку не добиеме Black Swan настан. Ако добиеме Black Swan настан, тоа ќе веќе друга ситуација, многу пати сме спомнале, но морам да го кажам повторно. Тоа е ситуација во која што сосема поинаку гледаме на работите, но кога немаме Black Swan настан, ова е на некој начин правилата кои што ги следиме за потенцијална акумулација. Да, и она што го направив, значи со оглед на фактот дека не сме сигурни дека потенцијално ова ќе ескалира, гледаме дека голем дел од јаките сили, да речем, зборуваме постојаните членки на Советот за безбедност при Обединетите нации, а тоа се нели Русија, Кина, Америка и така натаму, се обидуваат да смират оваа ситуација. Нема да си дозволам да чекам потенцијална ескалација, па да не се случи и нормално да не алоцирам кога имаме така добри корекции на пазарот, посебно како што кажав моментално на рендер на пример, иако треба да акумулирам повеќе ондо, моментално рендер беше на премногу добра цена. Значи што сакам да кажам во оваа ситуација, дел од она што го имаме трнато на страна го алоциравме со цел да не ја пропуштиме оваа шанса корекција, а останатиот дел и понатаму останува нели во нашето портфолио и чека доколку добиеме подлабоко корекција. Тоа е стратешки DCA. Ги следите геополитичките промени, економските, финансиските промени, нормално и крипто промените, со цел да алоцирате на што подобри корекции на патот нагоре. Сега, леото ке нема да го анализирам, затоа што ова е
класичен токен на менувачница, значи го анализирахме првиот и најголем Binance, затоа што повторно станува збор за најголемата менувачница, но не гледам поента да анализирам токени кои што се крајно поврзани со судбината на менувачницата. Што и да се случува со менувачницата, тоа се случува и со токенот. Ако има добри вести, добар волјум и така натаму партнерства, цената на токенот оди нагоре и обратно. Значи за жал не гледам поента да ги анализирам токените на менувачниците. На дексовите е малку поинаку затоа што станува збор за децентрализирани менувачници кои што најчесто треба навистина да имаат солиден напредок, партнерства и така натаму за истите да може да функционираат и да напредуваат, за разлика од тоа кај централизираните е буквално што прави компанијата, се разбираме. Значи дали компанијата успеала да привлече да речам во оваа ситуација клиенти или не, и да не заборавиме да кажам крајно против централизирани менувачници, иако за сега сме приморани да ги користиме, затоа што има најголема количина на различни коини кои што можеме да ги тргуваме, затоа што е најефикасно, на некој начин доста лесно во овој момент, кога веќе сте направиле профил, буквално депонирате, менувате, враќате назад, така. Но тоа не го менува фактот дека се крајно проблематични. Колку пати сме виделе менувачници како пропаѓаат, и тоа е еден од проблемите кои што секојдневните луѓе кои што се уште не научиле како да тргуваат или како да ги држат своите пари во self custody на свој новченик, и понатаму имаат проблем за тоа што ги чуваат на ваков тип на менувачници кои што евентуално потенцијално ќе пропаднат. И на тој начин пропаѓаат и нивните инвестиции. Така да поради ова, значи нема да се фокусираме на овие нормално токени. Следниот токен кој што треба да го анализираме е Litecoin, како што веќе кажавме. Значи ова е, да речем, успешен форк на Bitcoin, така да затоа го земаме предвид нормално, но не забравяйте дека Litecoin е доста забавен. Значи веќе сме направиле соодветна анализа, сите овие коини може да ги најдете со собствена анализа на нашата плейлиста анализа на коини и токени, само да најдам каде е Litecoin, Litecoin е сега. И Litecoin имаше свој халвинг, ако се сеќавате, но како што покажавме во претходните искуства, халвингот на Litecoin предизвикува пат на цената, за жал тоа е реалноста. Значи, истата ситуација ја добивме и сега, и дури откако ќе добиеме Bitcoin халвинг, истиот продолжува во следниот bull market. Тоа сме го виделе до сега во два наврати, значи буквално, и затоа и сакам да го покажам, еве ќе оставиме на месечно ниво, за да може да се види подобро чартот. Значи погледнете. Тоа што го имаме анализирано, буквално правевме посебно видео кога беше халвингот на Litecoin, затоа што е форк на Bitcoin. Како што кажавме, секогаш кога истиот добива халвинг, добиваме корекција. Значи најчесто се случува цената да пробие нагоре пред да имаме халвинг, па се коригира. Пробив нагоре пред да имаме халвинг, па се коригира. Истата почнува да расте дури кога оваа жолта линија, кога имаме Bitcoin халвинг. Погледнете, дури кога ќе добиеме Bitcoin халвинг, кој што го добивме во април, во оваа ситуација треба да го нанесеме овде. Само момент. Значи на Bitcoin халвингот очекуваме конечно цената да почне да се движи нагоре. Значи тоа е во односно на кратка анализа, може да погледнете ова видео каде што разговаравме за претходниот Bitcoin халвинг и точно погодивме што ќе се случи, дека ќе имаме корекција. Гледате, истото може да го видите моментално на вакво на самиот чарт. Оно што можеме да го забележиме од претходната корекција е дека оваа тренд линија која што моментално ја гледаме на пазарот од претходниот bear market буквално е пробиена и овдека моментално правиме ретест на истата. Заедно со ова акумулационо поле кое што ние сме го утврдиле уште од оваа свеќе од 2017 година, кое што гледаме дека била една од најдобрите зони на акумулација за Litecoin. И истата се погодила и во овој bear market. Тоа е нешто што сме го утврдиле уште пред почетокот на овој bear market. Значи овие портокалови полиња на сите наши чартови представуваат зона во која што сме очекувале да акумулираме и затоа постојано го зборувам тоа. Значи гледаме дека во овој чарт доста добро сме нашле дека тоа ќе биде во овој реон, дополнително потврдено со VPVR, кој што гледаме дека највеќе има на дното на оваа зона волумен на трансакции. И овдека сме утврдили и практично дно. Сега, истата ситуација, значи сме добиле дно направено во сега нормално. Првото дно е во ноември 2022 година, затоа што овој коин продолжи да се движи нагоре поради собствениот халвинг. Потоа добивме втора корекција која што официјално завршила, погледнете, негде буквално од, да речем, август па до октомври. Значи септември, октомври, август буквално завршува корекцијата и почнува движењето нагоре до март. Значи повторно. Кога завршува корекцијата, кога завршува движењето нагоре. Но како и да е, значи се движиме под bull market support band, за жал овој коин е далеко од почеток на bull market, значи воопште нема се уште ниту изгледи за промена од сиви во бели
market cipher средните вредности, се наоѓаме блиску до дното, затоа што веќе сме направиле корекција до, како што можеме да видиме овдека, до самиот, и тоа флеш креш корекција, до самото дно на Болинџер бендот, и уште еднаш, секогаш кога имаме стеснување на Болинџер бендот, имаме bull market. Секогаш кога имаме стеснување на Болинџер бендот, имаме bull market. Со тоа што гледате, колку е поголемо стеснувањето, толку е поголема експлозијата. Овдека тоа го немаме, но овдека го имаме. Значи дека имаме солидно стеснување на Болинџер бендот и очекуваме солидна корекција во една или во друга насока. Нормално, затоа што сме завршиле со bear market, очекуваме во нагора насока да биде оваа корекција. За жал, оваа тренд линија која што имаме уште од 2015 година, погледнете, која што била поддршка, моментално е скршена и овдека ние практично, како што можам да видам, градиме cup and handle формација која што очигледно не успеала да пробие, но повторно, дали ќе биде ова кап и ова хендл, во секој случај, значи тоа е ретестирање на оваа тренд линија која што порано или подоцна ќе биде скршена нагоре. Со тоа што не забравяйте дека истиот е од оние коини кои што се уште постојат се долго време на пазарот, но гледаме дека од bull market на bull market едноставно се повеќе се губи интересот, но повторно, не значи дека тоа ќе продолжи така, за жал. Оно што постојано го зборувам за ваков тип на коини е долго време на пазарот, но нема некои посебни партнерства, нешто ново во технологијата, вести, нешто што едноставно би привлекло луѓе. За жал, без разлика колку ви е добра и дали ви е добра технологијата, многу е побитно да имате во оваа ситуација соодветен маркетинг. Значи вие треба да бидете познати. За жал, на крајот од денов вие за да продадете оваа валута, луѓе мора да слушнат за неја, се разбираме. Тоа е проблемот, без разлика колку е добра технологијата. Тука е разликата помеѓу Solana и многу добри проекти, каде што Solana е во енормен напредок и сите знаат за Solana, станува збор за meme coin chain, а другите коини кои што имаат солидна технологија не напредуваат затоа што никој не слушна за нив, се разбираме. Но во однос индикатори, истиот е доста неутрален, дури и би рекол солиден за купување, со оглед на фактот дека на месечно ниво стока RSI е 27, а RSI е 45. Значи, иако се уште немаме промена на движењето нагоре, уште еднаш не заборавајте, ова е крајно поврзано со остатокот од пазарот. Ево, истиот момент, како што видовме и во претходните, погледнете и сами, значи, во оваа ситуација, само да видам како прилика изгледа. Да, значи погледнете, дното повторно било направено негде август и завршува така речено оваа акумулација до октомври. Така, почетокот така речено на октомври, истиот почнува да се движи нагоре и завршува како и останатите, март до април. Значи, буквално го има истиот овој циклус, каде што и како останатите моментално повторно е во корекција. Со тоа што нема толку добар напредок како останатите, истиот го имаше најдобриот напредок пред својот халвинг, но како и секогаш, како што покажуваме претходните два циклуси, затоа што Litecoin има солидна должина на чартот за анализа, истиот го добива најдобриот напредок после Bitcoin халвингот. Со тоа што моментално, гледате, сме имале теснување, експлозија до Bitcoin халвингот, повторно корекција надолу, за жал повторно под bull market support band, под средни вредности на market cipher и гледаме дека моментално завршува повторно на горниот дел од оваа акумулациона фаза, односно каде што имаме сигналната линија на VPVR за најголемо тргување. Во однос индикатори на неделно ниво, истиот има воспоставено локално дно во овој момент и MACD достигнал минус 60, каде што гледаме дека историски најчесто се променува во нагорна линија, базичната и сигналната започнуваат веќе нагоре и гледаме почнување овој чарт. Што значи дека како и останатите алткоини очекуваме добро придвижување на истиот во следниот период. Но повторно, не очекувам премногу од Litecoin, уште еднаш. Главните причини понатаму се колку и да е подобар од Bitcoin како chain, затоа што е нели побрз и сето тоа, него менува фактот дека истиот е за жал недоволно експониран на пазар. Следен коин за кој што ќе разговараме е Kaspa, верувам дека има доста луѓе кои што сакаат да слушнат за истиот. За жал овој коин јас го промашив и уште еднаш кажувам заради тоа истиот и не го акумулира моментално. Сега, ова е коин кој што има официјално прв bull market и искрено е почнат во многу добро време со оглед на фактот дека е почнат апсолутно на дното на претходниот bear market. И овој коин ни го нуди како добар пример, она што ви го кажував со Chainlink, она што ви го кажував со Ethereum, погледнете. Значи, од претходната корекција, затоа што се наоѓаме во следниот bull market, затоа што немаме чарт кој што можеме да го споредиме и да направиме соодветна мета, погледнете што се случува. Истото како во Chainlink на првиот циклус, Ethereum на првиот циклус, ако го земеме од претходната корекција
Самиот FIB ни дава крајна мета од 0,14 центи. Моменталната цена е 20. Што значи дека веќе сме поминале сите 4 мети на FIB и сме дошле до уште поголема цена и тоа за добри, како ќе дојде дека 25%. Така. Зошто го кажувам ово? Затоа е многу битно да имаме зрел чарт, да имаме чарт во кој што имаме барем еден цел цикл за да можеме да направиме соодветна анализа. Проблемот со овие коини кои што се нови на пазарот, кои што сега допрво имаат свој bull market е што во поголемиот дел од овој bull market они ќе бидат во price discovery фаза. Се разбираме, погледнете. Ние овдека ова ако сеќавате го следевме и погледнете сега, буквално најдобар пример за истата ситуација како што кажав, како што истата ситуација беше со Ethereum и со Chainlink. Но кога имаме price discovery за ваков тип на нови коини, тоа е најчесто и нивниот најдобар циклус, оној прв, каде што нормално почнуваат да креваат маркет кап и така натаму, но за жал не можете да знаете кога потенцијално би продале. Тоа е малку проблематично за овие чартови затоа што еве кажете ми, што да анализираме? Имаме ли нешто за анализа? Значи само што се појавиле и RSI и сток RSI, значи буквално нема ништо, чартот. Само што почнуваат да се појавуваат првите market cipher средни вредности. Bollinger Band само горната граница и тоа сега почна да се појавува, така? Значи, допрва треба да следиме овдека можеме да направиме анализа на неделно ниво, но генерално на месечно ниво на вистина нема што да се анализира. Многу битна работа е фактот дека и понатаму вредноста на Каспа е над средните вредности на Market Cipher и над Bull Market Support Band. Тоа е многу битно. И гледаме дека буквално секоја корекција дошла во моментот кога Каспа го допрел горниот тренд на Bollinger Band, горната граница. Така да и во оваа ситуација потенцијално не би ме чудило ако добиеме нормално уште една корекција овде. Како и да е. Значи пак ќе кажам, Каспа е многу добар проект. Секогаш кога имаме стеснување исто така на Bollinger Band имаме експлозија. Во оваа ситуација потенцијално може таа експлозија да биде нагоре, доколку нормално целиот пазар се движи нагоре. И уште еднаш ќе напоменам, Каспа е многу добар проект. Имаше многу добар коментар вчера оставен од еден од гледачите на нашиот канал, вели ова е првиот проект кој што без да има листинг на некоја голема менувачица, успеал да достигне неверојатни 5 милиарди долари маркет кап. Погледнете и сами, тоа е навистина неверојатно. Значи има 5 милиарди маркет кап, а истата ја нема ни на Binance, ни на Kraken, ако не се лажам, ни на Coinbase и така натаму, значи дека е доста успешен како технологија. Уште еднаш, не оспориво е фактот дека како Proof of Work е еден од најдобрите, можеби најдобриот проект моментално. Но тоа не го менува фактот дека јас буквално го пропуштив овој коин и не сакав да го купувам во постојано апсолутен хај. Затоа и одлучив да не го купам, нели? На негово место купивме рендер, купивме нешто друго, кој што беа на корекција. Ние и не сме имале солидна корекција по која што би можеле да го купиме овој коин. Така да не бркам врвови, не бркам коини кои што веќе експлодирале, тоа многу пати сме го кажале, затоа и не купив NIR, без разлика дали експлодирал 800%, затоа и не купив Injective Protocol, не купив Solana, не купив никој од тие коини кои што веќе експлодирале. Бркање на такви коини кои што веќе направиле масивни експлозии е една од најголемите грешки кои што може да ги направите, но пак ќе кажам, најчесто луѓето учат од своите грешки. Колку и да им кажувате, нема да ве слушаат. И гледаме дека крајно високо се моментално. И RSI и сток RSI, значи RSI е на апсолутна вредност, после ова е веќе препродаден, прекупен, додека сток RSI е на 79.80. Така да во оваа ситуација е крајно висок, но погледнете, од претходни примери можеме да видиме кистиот може да остане висок и голем временски период пред конечно да добиеме корекција надоле, затоа што нели пазарот се движи во оваа насока. И овој чарт, за разлика од останатите, гледаме дека веќе е во full blown bull movement. Значи погледнете, ова е буквално како изгледа еден стандарден bull market на било кој алткоин. Се разбираме, сега треба некој ептен да биде неуспешен за да го нема ова. Но вака изгледа bull market кога конечно ќе тргне во она банана фаза. И истата ситуација. Погледнете овдека. Каде на некој начин се овдека почнало од мај, но званичната корекција повторно можеме да ја видиме во октомври. Практично она стагнирање на пазарот, гледаме дека се движи во хоризонтала, пред конечно во октомври како и останатиот дел пазарот да експлодира и да заврши кога? Значи, ако погледнеме целиот овој дел, да заврши во март. Значи исто како и останатиот дел, сега нормално не се сите исти, не се движат сите исто, но тоа не го менува фактот дека буквално почнало во октомври, завршило во март, исто како и алткоин сезона во оваа ситуација, октомври до март. Значи да,
пак ќе кажам, сите се движат во свој начин, но трендот е јасен. Пак, нема нешто многу за анализа, затоа што станува збор за коин кој што е доста нов, како што кажавме, и има многу мал чарт. За сега, како и останатите, нормално очекуваме многу добар перформанс во овој bull market, затоа што му е прв и истиот има многу добра технологија. Сега, ова е вечна болка на оние кои што инвестираат, но пак ќе кажем, јас и понатаму нема теоретски шанси да го продавам овој коин, јас очекувам многу од истиот. Значи, ова е исто така еден од оние late bloomers кои што можеме да го видиме моментално. Значи, буквално претходниот bull market во 2021 заврши со оваа огромна акумулациона фаза во овој bull flag. И понатаму ова bull flag формација потенцијално би не донела до некои $50 по еден матик, а потоа и пол токен. Значи, битно е да погледнеме уште една многу интересна работа, че ова се тренд линиите кои што ги имаме уште од овој почетен дел на чартот, каде што буквално се вратија до самиот тренд од самиот почеток на матик. Дали ќе се задржи овде, кој останува да видиме, но има доста големи, да речем, моменти на поддршка, почнувајќи од долната граница на Болинџер бендот, како и оваа тренд линија уште од почетокот на матик движењето. Со тоа што за жал, апла гледаме, значи акумулационен период во кој што зигзаг се движи прво сиви, бели, сиви, средните вредности на Market Cypher заедно со исто така и Болинџер Bull Market Support бендот. Но имаме крајно големо стеснување на Болинџер бендот, јас верувам дека ова е потенцијално последната корекција, гледаме дека 3 пати сме го ретестирале овој канал нагоре, само прашање на време кога конечно ќе успееме да пробиеме, а верувам дека тоа потенцијално ќе дојде со следниот дел, она што моментално го гледаме на потенцијална алткоин сезона. Сега, на месечно ниво можеме да видиме екстремно добри индикатори. RSI 47, сток RSI апсолутна нула. Со тоа што MACD повторно е на минус 38, претходно сме дошле до минус 48, пак сме направиле придвижување нагоре. Сега, ако овдека заврши MACD, потенцијално може да добиеме и bullish divergence, но останува да видиме. Како и да е, на неделно ниво можеме да видиме многу подобро што се случува. Сега, погледнете го. Значи, погледнете кога последен пат самиот матик направил вака големо локално дно, како оваа голема зелена точка, а тоа е кога повторно октомври 2023 година, кога ова движење завршило нагоре во март 2024 година, октомври, март, значи ќе го повторувам постојано додека не го научите и повторно направил локално дно, почнал да се движи нагоре, го имаме ова големо движење и повторен ритест на горната граница на овој канал. Каде се наоѓа моментално? На долната граница на Болинџер бендот, на оваа тренд линија во почетокот на матик и повторно имаме локално дно и имаме огромен bullish divergence, оваа линија која што ја гледате, каде завршува MACD на минус 60, стандард, ништо ново, само што почнало да се движи нагоре и сигналот и базичната линија, значи стокаре се пред само некој ден бил 0, сега е 50, затоа што сме имале некој солиден скок во овој период, но на неделно ниво стокаре се е доста побрз. Додека RSI се наоѓа на 34, се наоѓа екстремно ниско. Значи дека овој коин има голем потенцијал за движење нагоре, за жал се наоѓа под bull market support бендот, под средните вредности на Market Cypher и под сите средни вредности на неделно ниво, но уште еднаш, значи допрва ќе имаме експлозија на матик, јас очекувам и дека потенцијално тоа ќе се поклопи и со неговото така речено промовирање на пол токенот кој што се очекува во септември, останува да видиме, rate hike, rate cut очекуваме во септември исто така. Значи има доста интересни работи кои што за матик допрва ќе следат и уште една, значи ова е коин од кој што јас сигурно нема да се откажам, значи ова е еден од најдобрите layer 2 на Ethereum, а знаеме што се случува со Ethereum, знаеме дека има масовна адаптација, така да матик, моето портфолио во матик и понатаму останува на истото, нема шанси нешто да биде продадено. После матик ни следува интернет компјутер, вакви глупости како Pepe Coin воопште не ме прашувајте. Wrapped Ethereum, повторно, не гледам поента, значи тоа е само Ethereum кој што моментално е користен на друг блокчейн. Моментално, значи сега прво ќе го анализираме во оваа ситуација ICP. Уште еден од нашите големи, да речем, количини кои што ги имаме. Значи имаме на некој пето или шесто место, мисля дека се наоѓа ICP моментално. Сега, знам, значи ова е голема болка за многу луѓе, знам дека овој коин го купува на илјади, значи на неколку илјади долари ги купува коините ICP, разбирам. Истиот е моментално на 7, на 8, тоа е доста проблематично, разбирам.
но тоа не го менува фактот дека има голем потенцијал за следниот bull market. Прво и најбитно што мораме да заклучиме како и секогаш е фактот дека поради тоа што истиот имаше енормен пат, кој што не беше крив проектот, да бидеме јасни. Значи проектот ни по точка разлога не беше крив за ова, беше крива FTX и бушавиот кој што е во затвор моментално, затоа што направија енормна манипулација на овој коин. Истиот се наоѓаше во масивен пат во претходниот bear market, значи беше катастрофално. Но тоа не го менува фактот дека овој коин на вистина има јака технологија позади себе си. Со тоа што утврдивме дно во октомври 2023 година, утврдивме локален врв во март 2024 година, повторно. Октомври, март, значи мислам дека веќе почнувате дебело да го сваќате ова како функционира, со тоа што моментално пак, значи ова ќе биде неговиот прв официјален bull market. Ние имаме само едно големо паѓање во претходниот bear market, имаме крајно стеснување на Bollinger Bands, што значи почеток на следниот bull market, ритест на bull market support band и средните вредности на market cipher и горната граница на Bollinger Band стандард. Што се случува после тоа? Корекција надолу, затоа што испаднавме надвор од Bollinger Band. Со тоа што она позитивна работа која што ретко кој не има е фактот дека на месечно ниво неговиот RSI се наоѓа на 33. Значи дека допрва имаме уште масивна количина на овој индекс да се придвижи нагоре. Се разбираме? За разлика од останатите коини, дури ADA и DOT има негде 50 вредност на RSI, додека ICP има 33. Значи се наоѓа на долната граница на препродадено средство. Тоа е битна работа затоа што допрва ќе има простор за движење нагоре. Уште еднаш веќе покажавме, значи дно во октомври, врв во март, стандард, каде се придвижи целата оваа мета до 78,6, што е практично последното ниво на FIB од ова првично скокање на ICP и до локалните врвови во оваа зона на акумулација. Сега овде сме ставиле бело ниво, како и да е, но ова е квадратот во кој што очекувавме да акумулираме, купивме и на многу поевтино, но како и да е, значи имаме голема количина на ICP. Сега се наоѓаме под bull market support band по средните вредности на market cipher, но ова не е надвор во обичаеното. И Bitcoin го направи истото пред конечно да пробие наднив и да остане наднив во овој предел каде што се наоѓаме. И гледате, стеснување на Bollinger Band, во оваа стација сме добиле корекција, секогаш кога имаме стеснување очекуваме и масовно движење. За разлика од тоа, иако имаме придвижување под bull market support band и средните вредности на market cipher, имаме придвижување на MACD до минус 60, иста ситуација, погледате. Значи, како штампано. Минус 60, повторно корекција нагоре, VWAP веќе почнал, имаме прилив на пари, ова е црвеното кое што продолжува да се движи на кај нулата, и овдека веќе имаме некој дно кое што сме го направили на RSI на 38, што каде се бил на апсолутна нула. Значи дека повторно почнуваме да се движиме нагоре, веќе еден неуспешен обид до средните вредности на market cipher и bull market support band. Значи допрва ќе се придвижуваме нагоре. Повторно ова ќе биде нели водено од целиот пазар, не само од нормално од движењето на ICP, но очекувам масовен успех на овој проект. Да не заборавиме уште еднаш. Ја не очекувам дека ICP ќе дојде до неговите, не знам, 3000. Се разбираме? Јас не очекувам такво нешто, тоа морам веднаш да ви го кажам, затоа што погледнете. $3000 е така речено почетокот на овој чарт. Откако почнале да го следат, беше и многу повеќе на самиот почеток, кога се појави првиот пат поради пумпањето кое што го направи FTX, за да направи шорт. Но тоа не го менува фактот дека овој проект има солиден, да речем солидна технологија позади себе си и верувам дека ќе има добар напредок во овој bull market. Знам, значи не го заборавајте, тоа е иста како ситуација со XRP. Тоа што овој проект добил ваков тип на чарт не е негов проблем, тоа не е проблем на проектот, на тимот, на технологијата. Тоа е проект на некој што се обидува да го манипулира овој коин, се разбираме. Истата ситуација е со XRP. Значи тоа што вие не сте добиле солиден напредок или солиден профит во претходниот bull market, тоа не е проблем на XRP. Тоа е проблем на SEC. SEC го направил тоа. И тоа не го менува фактот дека овој коин и понатаму има потенцијал. Значи, во ред, знам дека ве боли и мене ме боли, јас држев XRP, јас имав дел од XRP во своето портфолио, значи тоа е реалноста, мораме да преминеме преку ова уште еднаш. Ова не е фудбал, ова е економија. Нема дали вас ви се допаѓа или не. Гледате дали е профитабилно или не. Посветете се на тоа. Сега, следен после ICP, Ethereum Classic ни по точка разно, значи ако мене ме прашувате, обичен pump and dump коин кој што е
премногу поседува на одредени фацки и е неуспешен форк на Ethereum. Не гледам поента да го користите, но повторно, тоа е мое мислење. Може би ви имате друго мислење, може би мислите дека треба да инвестирате во истиот. Aptos е следен кој што ќе анализираме, значи исто така, како и останатите, и Aptos е обработен на нашиот канал, може да го најдете во плейлистата на коини и токени, анализирани, со тоа што Aptos не сме го погледнале веќе толку време, не е лошо идеја да го погледнеме. Сега фактот дека ние сме утврдили овде дека месечно ниво и истиот буквално стигнал до месечното ниво и се коригирал, е доста интересен. Значи, гледате, кога ќе го направите стартниот чарт, дури да се вратите после неколку месеци да го погледнете, ќе видите дека буквално тоа што сте го утврдиле било целосно испочитувано, се разбираме? Значи овде сме имале класичен bull flag, истиот продолжил нагоре и така натаму, но како и да е, значи техничката анализа држи. Сега што можеме да утврдиме? Исто. Крајно нов, значи допора ќе видиме што истиот може да постигне. Направил неуспешен пробив на претходниот локален all-time high, ова нема ни да го следиме, првата свеќе најчесто не ја взимаме во предвид, затоа што е тоа е крајна нестабилност на почетокот, така. Сега, пробив над повторно под bull market support слично на останатите коини. Кога почнал пробивот? Во октомври. Кога завршил? Во март. Значи, како да ви кажам, магија, така. И некој ќе каже, абе нема врска во хороскоп. Гледате сами, значи да не испане дека јас го кажувам се тоа само. На неделно ниво имаме што да анализираме, на месечно стварно немаме. Значи откако бил завршен овој bull flag support, значи погледнете се, ова е класичен bull flag. Ако го земеме од дното до врвот на оваа трансакција, на оваа формација, и ако го преместиме овде, каде што излегол, практично па и не сме биле толку далеку од излегување до метата која што е постигната со оваа формација. Како и да е, значи ова е double top, повторно корекција надолу, но секогаш кога имаме double top, што е следно. Значи гледате како формациите се практично надополнуваат едни со други. Кога имаме double top, најчесто се случува што? Cup and handle, така. И тоа ова ќе го оставам за следниот пат кога ќе работиме да можеме нели да го погледнеме, да видиме дали ќе се реализира. Значи стандарден cup and handle се формира буквално за тоа што сме имале double top формација на месечното ниво, со тоа што би рекол дека bull маркетот за истиот е веќе почнат, оваа double top формација би ни дала мета на придвижување нагоре под прав агол од потенцијални, само да видиме што дека можеме да видиме, каде што би пробил нормално до $61. Че ова дури може да биде потенцијално и крај на bull маркетот, останува да видиме, затоа што ова е на голем временски интервал, но нели само да го ставиме како напомена и не заборавајте, значи ова е уште еден од тие случаи кои што ги изборуваме дека немаме доволно чарт за да можеме да анализираме и поставуваме мети. Станува збор за bull маркет, за коин кој што има свој прв bull маркет. Но на неделно ниво, значи до пред само некое време буквално гледаме иста ситуација, скоро до 60 минус достигнал MACD, почна да се движи нагоре, истото го гледаме и со сток RSI, RSI е доста низок на само 40, значи дека допрва имаме простор за движење нагоре, но се тоа ќе зависи, како што кажав, од останатите коини од целиот пазар, почнувајќи од биткоин и од Ethereum. Значи, ова е она што можам да го видам, стандарден cup and handle, истата ситуација октомври до март, очекуваме следно придвижување нагоре и пробив на оваа формација во потенцијално реализирање на оваа мета. Не очекувајте секогаш да биде реализирана оваа мета, затоа што многу луѓето продаваат пред да достигне цената до таа мета, тоа можеме да го видиме и до оваа формација. Значи така професионално се работи. Следен кој што ќе го анализираме е Stellar XLM, главниот, да речам, конкурент на XRP и истиот има доста интересни работи кога станува збор нели за неговата реална корисност. Истиот е ISO 20022 компатабилен и така натаму. Само да го најдеме каде е Stellar. Ево Stellar. Сега да погледнеме што сме направили. Иста ситуација погледнете. Че ова е направено уште кога последен пат сме правени анализа, некогаш дури и пред 6-7 месеци, затоа што јас не ги следам овие чартови, посебно ако овие чартови не се кои што јас ги поседувам. Овдека што сме утврдиле, слична ситуација, погледнете. Значи ова е класичен cup and handle во оваа ситуација, што го гледаме, што се формира или пак head and shoulders, како сакате, значи ова е последното рамо, дури и ќе го означиме, затоа што ми е ставил оваа мета овдека. За секој случај, значи овдека можеме да видиме класичен рамо, глава и ова е последното рамо што моментално се формира, со тоа што овдека ќе го оставиме чисто за следен пат да имаме како референца дека сме го нашле, со тоа што оваа мета очигледно е од овде, погледнете.
Значи ова е метата од дното до по прав агол до самата права и каде потенцијално би очекувале да експлодира доколку истата заврши од овде, од моментот каде што пробива на оваа тренд линија. Како и да е, пробивањето на оваа тренд линија очекувам дека ќе биде и почетокот на следниот bull маркет за Stellar. Истиот има доста ниски индикатори затоа што се уште немал солиден пробив. Значи сток RSI се наоѓа на 18, RSI на 44, на месечно ниво ова е крајно ниски индикатори и гледаме дека MACD е повторно доста длабок на минус 33. На месечно ниво ова е доста длабоко, затоа што погледнете. Сме достигнале bear маркет дно на минус 55, а сега се наоѓаме минус 33. И повторно гледаме дека оваа значи линијата на VPVR, која што во исто време ни покажува практично контролна линија каде што имаме најголем волумен, е буквално и ова ритест кој што сме го утврдили ова месечно ниво на овој пат во 2000 и ова е bear маркетот во 2018-2019 година. За жал не направил пред нов all-time high во 2017 до 2020-2021, слично на XRP, реално затоа што ова е малку постар коин, не толку популарен, да бидеме реални, но ова е институционален коин, така да неговата популарност не ја барајте во мејнстрим медија. Неговата популарност исто како XRP барајте ја кај големите финансиски институции, која што моментално се случува. И да видиме уште една интересна работа, значи каде сме утврдиле сега овдека во оваа ситуација сме имале солиден скок до тренд линијата и вториот скок почнал во октомври, како и останатите, а завршил во март како и останатите. Иако можеби нема солидно движење како некои кои што постигнале 800%, но гледаме дека истото го поседуваме и овдека, значи буквално како и сите останати во периодот од октомври до март. Сега, овдека како што кажав, значи утврдување на локално дно, не дно од bear маркет, туку локално дно, истото можеме да го видиме од индикаторите овдека, значи локално дно минус 60 на MACD, како по дефиниција, така, локално дно овдека имаме исто така во оваа зелена точка и придвижување нагоре, како на базичната и сигналната на MACD, така и на приливот на пари, VWAP е веќе во позитива, добро, сток RSI веќе е истрчал, но RSI од 32 се дигнал до така речено 50 и сега моментално е 45. Значи и овој кој како и останатите чека на почеток на следниот bull маркет, значи истиот се наоѓа под bull market support band средните вредности на неделно ниво, market cipher средните вредности и се наоѓа на долната граница на Bollinger бендот, значи допрва очекува да има своја експлозија нагоре. Следниот коин кој што ќе го анализираме е XLM, Monero, уште еднаш морам да ве предупредам, станува збор за крајно проблематична технологија која што е многу проблематична за државите. Значи не го заборавајте тоа, државите се крајно негативно расположени за privacy технологија. Се што истите не може да следат, за нив е неприфатливо. Уште еднаш, зошто го велам ова? Значи не може да ве следат. Јас тој да го разбирам, секоја чест, значи добро за нас фактот дека Monero беше избришен од Binance, па затоа и чартот беше избришен исто така. Така да го најдов моментално на Bitfinex, најдолгиот чарт на Monero кој што моментално може да го најдам од 2016 година. Ова ќе биде одличен пример за да направиме. Така да поради тоа што беше избришен и мојот чарт нормално беше избришен, затоа што веќе не се тргува на Binance, се сеќавате направија делистинг, така да ова ќе биде одличен пример за да можеме да направиме од нула една техничка анализа, чисто да видите за оние кои што се можеби нови на каналот и кои што не виделе како тоа изгледа. Значи јас секогаш ги поставам овие стандардни линии на истите места, со цел да можам да го следам чартот без да морам да го отворам, нели, на која вредност моментално каде се наоѓаат овие индикатори кои што ни се битни, со тоа што сега моментално ќе ги поставиме, како и секогаш, можеби ќе треба некоја минута, но нели ќе биде интересно за оние кои што прв пат ги следат овие анализи. Само момент. Значи тоа се овие стандардни на 70-30, препродадено и прекупено. И нормално 50, која што е средна вредност, каде што исто така има најчесто голем процент на поддршка и на отпор на цената во однос на индикаторите. Сега, следна работа која што правиме како и секогаш на месечно ниво е утврдуваме полиња на отпор и нивоа, месечни нивоа. Со тоа што ако сте ги погледнале, знаете што правам, ако не би препорачал да ги погледнете, значи оние видеа каде што го објаснуваме ова за почетна техничка анализа. Со тоа што јас овдека веќе ги имам направено, односно зачувано на темплейт месечни, неделни, дневни нивоа,
кои што верувам да ќе ви помогнат. Мој совет е да го направите истото, со тоа што сега ќе ги утврдиме овие полиња кои што се многу битни. Значи, дали од моментот каде што чартот почнал да паѓа или да се движи во нагорна линија, и утврдуваме месечните нивоа, тоа што овде ќе имаме уште едно битно месечно ниво овде, да беше една свеќа, тоа ќе беше и практично зона на отпор и на поддршка, но се две, така да нема да го ставиме тоа и гледаме дека моментално вредноста токму на овој дел се задржува. Сега, овдека можеме да најдеме и други нивоа, како во оваа ситуација, значи ова локално ниво на месечен чарт, но тоа не го менува фактот дека можеби нема да не биде потребно со оглед на фактот дека очекувам цената да се придвижи нагоре. Тоа е околу месечен ниво, ќе се придвижиме на неделно да видиме дали има некој ниво кое што потенцијално сме го пропуштиле, затоа што неделните нивоа се помалку силни, но се битни кога станува збор за придвижувањето на следниот дел од чартот. Ова на пример овдека неделно ниво, кое што можеме да го утврдиме, кое што верувам дека ќе биде отпор на цената кога иста да ќе се придвижи нагоре, затоа што имаме класичен локален врв овде. Со тоа што нема да ги наоѓам претходните, сега да не комплицираме. Значи, најчесто истите и се поклопуваат. Само да погледнеме како тоа изгледа. Гледате, значи ова неделно ниво отприлика е негде во врвот на ова неделно ниво, но нема сега, пак ќе кажам, нема да навлегуваме премногу. Значи ова е само чисто да покажеме како тоа отприлика изгледа. Значи ова беше за да ги најдеме нивоата, сега да видиме дали имаме некои формации кои што потенцијално сме ги да речем, ова е класична формација која што треба да се земе во превид, значи ова е претходниот врв во 2017 година, со тоа што како го поставуваме да сече што помалку свеки, каде што гледаме дека во овој дел има класичен отпор и ова е единствен пробив кој што не е успешен и се вратил буквално на истото ова тренд ниво. Сега, што можеме исто така овдека да најдеме? Што ова представува? Ова представува класичен cup and handle формација и тоа на големо ниво. Колку се поголеми формациите, толку по силна е експлозијата и потенцијалните мети. Значи погледнете и сами, ова е класичен cup and handle. Дури ако имаме и уште неколку удари, тоа не го менува фактот дека е класичен cup and handle, со тоа што од тука како би изгледала прилика метата која што треба да земеме за цел, односно која би била целта на оваа формација. Еве како би изгледало. Погледнете и сами, значи ако го поставиме ова од излезот, значи ова би била потенцијалната мета на XMR, да речем во следниот bull market. Мада 1700 од моменталните 157, тоа е 10x, што е достижно, но оваа технологија, како што сакам да кажам на почетокот, е малку проблематична. Исто така, кога се утврдува мета, најчесто треба да земеме неколку различни, да речем, индикатори, кои што потенцијално би дале идеја дали ова би била солидна мета. Односно, ако поставиме Фибоначи од претходниот, да речем, најдлабок дел од bear маркетот, можеме да видиме дека буквално одговара на оваа мета која што поставивме на да речем cup and handle. Но тоа е кога имаме позрел чарт кој што е подолго време, па можеме да направиме ваков тип на анализа. Тоа не значи дека ќе биде ова, но со поголема веројатност можеме да очекуваме дека цената потенцијално ќе достигне до оваа мета. Значи тоа е чисто за да оприлика имаме идеја што понатаму очекуваме, со тоа што повторно. Значи гледаме дека и понатаму останува на ова ниво да се задржи вредноста моментално на XMR. Гледаме релативно неутрални индикатори, значи RSI 50, сток RSI истиот варира многу, така да овдека нема да го земеме премногу, и MACD кој што моментално само што почна да се движи повторно нагоре. На неделно ниво, што можеме да погледнеме, значи на неделно ниво истата ситуација погледнем. Значи овдека многу појасно може да се види колку пати само се обидел чартот да го скрши ова ниво кое што е доста силно очигледно, и ваквото прекашување на ово ниво очигледно ќе значи и почеток на bull market. Со тоа што овдека можеме да видиме солидно напредување на чартот, значи успешен пробив над bull market support бендот и средните вредности на market cipher и ретест на истите. Ако немаме некој black swan евент, очекувам дека чартот ќе продолжи да се движи нагоре, со тоа што вредностите се доста неутрални и RSI и сток RSI се негде околу 50-60, значи има уште солиден простор за придвижување нагоре. Со тоа што уште една битна работа која што не ја спомнавме во овој чарт, тоа е значи да видиме каде сега овде ќе има малку поинаков чарт. Очигледно не го следал тоа што го следеле другите. Значи да, е септември, октомври, но истиот има многу поголем дамп кој што не успеал да се пробие нагоре како што очекувавме како останатите коини, затоа што во почетокот на 2024 година беше делиснат од Binance.
и тоа е овој пат. Ете гледате која е разликата. Значи сме имале почеток на движењето како останатите алткоини, но затоа што сме имале некоја вест која што е исклучиво за овој коин, сме добиле дамп на овој коин. Така да не ја следал останатиот дел од пазар. И ова моментално е буквално опоравување после последниот пат кој што го имаше, но повторно и понатаму се наоѓаме во оваа голема формација. Повторно и понатаму XMR е солидна технологија, но уште еднаш ќе напоменам, технологија на приватност е проблем. И ја верувам дека наскоро ќе го добиеме она флагирање на новчаници кои што имаат било каков тип на коини кои што се ваков тип на технологија, privacy коини. Имајте го тоа во предвид, постојано го зборувам, ако веќе сакате да имате XMR, имајте го на посебен wallet за да случајно не дојде сите коини кои што ги поседувате да ви бидат флагирани, да не може да ги менувате или продавате на менувачници затоа што биле на ист wallet со XMR. Ова е неприфатлива технологија за државите затоа што има целосна приватност. Имајте го тоа во предвид, уште еднаш ќе напоменам, ова е само мое размислување, но секогаш имајте го и тоа во предвид. Така да, вака изгледа една брза, да речем, техничка анализа и последниот коин за денеска кој што ќе го анализираме, само кога веќе сме го направиле, да го вратиме во останатите, да го имаме анализиран за во иднина. И последниот ни е FET, кој што во овој момент практично е чартот на ASI. Значи FET-USD моментално е буквално чартот на ASI. Тоа е новиот чарт кој што ќе ги наследи овие три токени, како што кажавме, а тоа се Fetch AI, Ocean Protocol и AGIX, односно SingularityNet. Сега, чартот на FET моментално е буквално и новата цена на ASI, кој што ќе биде променет наскоро, ова ќе биде ASI, односно Artificial Super Intelligence Alliance, каде што истиот можеме да видиме сега овдека веќе малку повидливо, се верувам дека ова можеме да го најдеме полесно, а тоа е овој канал кој што го гледам моментално. Ево прилика како тоа би изгледало, само да видиме дали е. Да. Само што овој локален врв овдека би можеле малку, само момент, не ова. Да го мислам дека овој локален врв би бил овде. Значи ова е само експлозија и враќање назад и овдека веќе се поклопува точно. Значи моментално се движиме во овој канал каде што сме достигнале веќе во трет наврат горната граница на овој канал и моментално и понатаму очекувам значи цената да се задржи на ова ниво, кое што е така речено месечно локално ниво негде околу 0,76 потенцијално доколку продолжи корекцијата надолу, но гледаме дека има доста солидна поддршка од средните вредности на Market Cypher. Исто како и останатите станува збор за коин кој што има свој прв официјален bull market, затоа што значи добро, овдека веќе сме имале да речем до 2021, но пак не е толку стар и ова е така речено, па да, може да се каже дека веќе има солиден чарт, со оглед на фактот дека има и подолго време индикатори. Добро, не е толку колку претходните искрено, да, веќе имало bear market, bull market, ова е веќе втор. Но како и да е, веќе има направено свој нов all-time high, ова е најавата за ASI и така натаму, и верувам дека истиот ќе продолжи нагоре, од друга страна има доста мал market cap, така да има голем потенцијал. Дури и заедно со сите пак нема да има околу 6-7 милиарди ќе има, значи има се уште има да речам среден market cap во однос на останатите коини. Сега да, на месечно ниво гледаме дека имавме голема експлозија која што започна во само ова е втората, од октомври 2023 година до март 2024 година, повторно, исто како и altcoin сезона. Индексот, оно што постојано го зборуваме, значи веќе 20 коини со исклучок на 2 или 3 кои што имале било каков тип на различни причини, дали е негативни вести и така натаму, останатите сите го имаат овој скок и оваа корекција која што моментално ја гледаме на овој индекс, на овој индикатор. И да не забораваме сега, значи допрва ќе добиваме позитивни вести, за жал се уште целосно не е завршена промената на FET Ocean AGIX во ASI, значи се уште е во тек, се уште очекуваме да има соодветни вести, јас за сега немам најдено соодветни вести каде што, например, има јасни инструкции. Пратете ги докените овдека, променете ги на оваа мрежа или така натаму, значи сето тоа се уште не сме го добиле. Ќе направам подлабоко истражување во сабота кога ќе добиете altcoin вести каде што детално ќе објасниме за рендер, за ASI и за Matic, односно Pol токенот. Така да тоа е во однос на техничката анализа. Пак на месечно ниво треба само да го завршиме ова, да видиме што се случува таму. Значи ова ќе биде чартот кој што ќе ги наследи Ocean, FET и AGIX.
придвижување на MACD до блиску до 60 во минус, што најчесто како што можеме да видиме моментот кога што истиот почнува да се движи нагоре, и овдека веќе гледаме стагнација, значи дека се придвижува постепено во нагорна линија. VWAP се придвижил до нулата, значи веќе почнал да влегува. Гледаме и капитал и VWAP е во подвиг нагоре. Stock RSI од 0 практично достигнал до 16, се уште е добри 15 поени во препродаденост и RSI се коригирал до 40. Значи имаме многу солиден момент за придвижување нагоре. Друга битна работа е фактот дека имаме стеснување на Болинџер бендот. Стеснување на Болинџер бендот најчесто значи и придвижување во една или во друга насока екстремно. За жал, како и многу од алткоините не успеа да се задржи над. Искрено не знам кај заправ, ме запреа овдека на работа, така да се извинувам ако нешто сум промашил, но прилика мислам дека тоа е тоа, средните вредности се под нас, тоа е солидна поддршка која што очекуваме. Да, како и останатите алткоини се наоѓа под bull market support band-от и средните вредности на Market Cypher, но во следниот дел од потенцијалната алткоин сезона очекуваме да имаме пробив нагоре и тоа пробив и надвор од овој канал. Но останува да видиме. Позитивни вести очекувам за ова, знаете и сами дека сум инвеститор во овој коин и нормално ќе видиме што понатаму. Со тоа ќе го завршам овој видео, само на кратко, значи нема да напоменувам денеска околу сето оно што е битно за нашиот канал. Значи исто така денеска ќе го снимам видеото и за утрешниот ден. Нека ние на сите честит Илинден, нека ние за многу години празникот да си го празнуваме македонци за македонци и Македонија на македонците. Денеска ќе го снимиме видеото со Никола, каде што ќе одговориме на вашите прашања кои што беа поставени на двата поста, како во Криптовалути Македонија, така и на нашата Facebook страна, како и некои основни теми кои што верувам дека треба да ги поминеме, а се доста битни, нешто слично како Блискиот Исток, нормално Трамп и Биткоин резерва, како и Етериум спот ETF, тоа се најбитните теми моментално, би сакал да слушнам негово мислење, ќе гледаме да одговориме на што повеќе од вашите прашања и ова ќе биде достапно во текот утрешниот ден, во текот на Илинден. Затоа што е специјално видео со специјален гостин, би сакал да биде направено и на специјален ден. А во сабота, како што веќе најавивме, ќе добиете Altcoin вести и наскоро, дали денес или утре, ќе видам кога можам, ќе оставам и гласање за тоа што потенцијално би било следното специјално неделно видео. Така да останете и понатаму со нашиот канал, се што барам од вас е да ми помогнете да расшириме оваа материја на што повеќе македонци, а за тоа е потребно ваша препорака или лайк, шер, сабскрайб, комент, оние најосновни работи на секој од нашите видеа. Нормално, ова е доколку ви се допаѓа материјата која што работиме и доколку сте научили нешто, со цел да ни помогнете да го распространиме до што повеќе македонци да научат пред почетокот на најдобриот дел од бул маркетот. Благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Гемиџија.